Ние сме работнички клас, нема врска дека јас имам економски факултет или ти немаш, дека ти си бравар, јас сум директор или доктор и така на. Сите сме работници, сите рмбаме, работиме. А приказната на некој си како е партија, како левица, кој што е тотално забегана, има некоја лажна идеологија живее, некоја си болшевизам, комунизам, креираат црвена младина. Која е црвена младина? Која е црвена младина, бре, Димчеве, не знаеш кај тераш. И уште сакаш да добиеш власт. Како да е, тој не е ни битен, повеќе битно е што ние тоа видео го снимавме да покажеме не само за Битола, и во Битола и други градинки, најверојатно има такви, и за Македонија. Да пазат родителите каде ги пуштаат децата и да си се борат и да бараат и од градоначалникот, и од советот, и од директорката на градинките, дали е Скопје, Валандово, Тетово, не е битно, Гостивар, Битола. Да барат за тие деца да има прекрасни, идеални услови, а не да ги пуштаме деца туше на 2, 3, 5 години да во опасност. И во таа градинка имаше исто и дупки и не знам што. Ако ги пуштиш надвор децата, тоа е змиерник. Затоа што имаше коприју по метро и нешто високи, треба дупки, длапки, ќе скршиш нозеве, човече. Значи, страшна работа. И пораката беше тоа, да се освестиме. И да освестиме, ова влада не може да се освести, ова влада мора да падне, да дојдат луѓе како демократи, инаку спасни нема.